Почитувани, само 30 на дена беа доволни за јавноста да ја се потсети на 11 годишното владење на Никола Груевски и неговото застолничко здружување. Функционирањето на Министерството за внатрешни работи под палката на техничкиот министер Наке Чулев во ништо не се разликува од начинот на кој Гордана Јанкуловска раководеше со ВМРО-МВР. Фотографиите објавени во медиумите, на кои според нив полициски службеник вработен во Прилепската полиција шмрка кокаин, потврдуваат дека секогаш кога кадри на ВМРО ДПМН раководат со полицијата, граѓаните со право се плашат за својата безбедност. Бидејќи јавноста мора да ја знае вистината, го повикуваме првиот човек на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп, Петар Ристевски, да одговори во какви релации е со осомниченото лице. Исто така, граѓаните очекуваат одговор и од поранешниот градоначалник на Прилеп, Маријан Ристевски, да ја објасни неговата поврзаност со осомничениот. Новопоставениот началник на ОВР Прилеп, Трајче Георгиевски, кој е директно именуван од Наке Чулев, има обврска да излезе во јавност и да објасни дали полицаецот кој според медиумите конзумира кокаин е во неговиот најблизок тим. Почитувани, повеќе од јасно е дека актуелните кадри на ВМРО ДПМН во Министерството за внатрешни работи, кои се остатоци од криминалниот режим на Никола Груевски, немаат намера да се грижат за безбедноста на граѓаните, а уште помалку да овозможат услови за фер и демократски избори. Мицковски и ВМРО ДПМН работат на враќање на режимот, на враќање на ВМРО-МВР. Граѓаните и СДСМ тоа нема да го дозволат. На 12 април граѓаните ќе изберат напредок, сигурност, безбедност и продолжување по вистинскиот пат. Режим никогаш повеќе.